141.000 гласови имаат помалку на локалните избори во МРДПМН. Мислам дека казната е добија. Тоа што опозицијата нема понуда, значи ако имале понуда, веројатно овие 140.000 гласа би отишла на друго место. Проблемот е што сега е изгубена довербата во опозицијата. И тие што се неутрални или да речеме проопозицијски настроени, не наоѓаат доволно добра понуда кај опозицијата. Тие гласови сега се дома. Веројатно ако Венко Филипче го направи тоа што го најавува, а тоа е реформа на СДСМ или кадровски промени, организацијски промени, веројатно тоа ќе вроди со плод. Меѓутоа мора да ги направи веднаш. Не веднаш за 5 дена, за месец, веднаш вечерва. И утре са бајле само да ги соопшти. Без тоа СДСМ нема уште да го датер. Треба да стави луѓе кои што СДСМ членството ги препознава како луѓе со потенцијал да ја променат партијата, да ја мобилизираат партијата. Без тоа не може да направи ништо. И тоа е реалност. Нека го гледаат само примерот на ВМРО да помене Христијан Мицкоски. По доаѓањето на Христијан Мицкоски веднаш он има сериозен пораз. Пак се правеше рез во кадровската политика на ВМРО да помене. Целосен рез се направи. Прво во органите на партијата, потоа на следните избори во пратеничката група. Немаше ниту еден од пратеничка група кој што беа од претходниот состав или имаше 5-6 души само. И потоа се продолжи со консолидирање на партијата, меѓутоа со друг кадровски потенцијал. Тоа е тоа што сега СДСМ треба да го направи. Тоа е тоа што сега треба да го направи и ДУИ. Без тоа, без овие чекори, не може да очекуваат поразличен исход. Иск ќе биде иск, секој пат. И тоа е.